Почитувани членови на Советот и почитувани гости, почитуван градоначалник на Општина Прилеп, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија. Согласно член 21 од Статутот на Општина Прилеп, службен гласник на Општина Прилеп број 6/2003, 4/2005 и 11/2008 и член 7 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп, службен гласник на Општина Прилеп број 11/2004, првата седница на ново избраниот Совет ја свикува председателот на Советот од претходниот состав. Па согласно правата и должностите утврдени со статутот и деловникот, ја отворам првата конститутивна седница на Советот на Општина Прилеп. Ве молам да станете. Почитувани членови на Советот, за денешната конститутивна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Избор на верификациона комисија. Точка 2. Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Прилеп. Точка 3. Избор на кандидациона комисија. Точка 4. Избор на председател на Советот на Општина Прилеп. И точка 5. Избор на комисија за мандатни прашања, избори и именување. Ве молам со кремење на рака да се изјасните кој е за предлогот. Дали има против? Воздржани? Нема, сметно констатирам дека предлогот на дневниот ред е усвоен едногласно од сите советници. По првата точка од дневниот ред, избор на верификациона комисија, согласно член 8 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Прилеп, службен гласник на Општина Прилеп 13/2004, членовите на верификационата комисија ги предлага председавачот на седницата. Пред да ги предложам членовите на верификационата комисија, сакам да појаснам дека задачата на верификационата комисија е врз основа на известувањето од Општинската изборна комисија, а по проверка на доставените уверенија од страна на членовите на Советот за нивниот избор и утврдувањето на нивниот идентитет, да поднесе извештај со предлог за верификација. Према тоа, членови на верификационата комисија ги предлага Валентин Божиновски за председател, Виктор Здравевски за член, Ивона Кузмановиќ за член. Ве молам да се изјасните кој е за предлогот, молам да кнера. Дали има против? Нема. Нема, со тој констатирам дека предлогот е усвоен. Ве молам. Со тој констатирам дека предлогот е усвоен едногласно. И молам членовите на верификационата комисија да се повлечат и да поднесат извештај со предлог за верификација на мандатите на членовите на Советот. Давам пауза
5 минути. Ги замолувам советниците да ги достават на оваа комисија своите уверенија, за да може самата верификација да биде извршена. Благодарам. Продолжуваме со работа по втората точка од дневниот ред, одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Прилеп. Го молам председателот на верификационата комисија да го поднесе извештај. Благодарам, председателе. Почитуван градоначалник, почитувани пратеници, почитувани колеги советници, почитувани гости, добар ден. Врз основа на член 9 од Деловникот за работа на Советот на општина Прилеп, верификационата комисија во состав од Валентин Божиновски председател и членовите Ивона Кузмановиќ и Виктор Талевски на седницата одржана на 30.10.2017 година до Советот на општина Прилеп го поднесува следниот извештај. Верификационата комисија го разгледа извештајот на Општинската изборна комисија број 03.1929/7 од 26.10.2017 година, доставените уверенија од страна на членовите на Советот и откако ги утврди идентитетот на членовите на Советот, констатира дека се исполнети условите на Советот му предлага да се верификува мандатот на избраните членови на Советот на општина Прилеп, и тоа Миле Талевски, Драги Богоевски, Јулијана Цековска, Моника Грашевска-Илиовска, Светлана Велеска, Тони Камчевски, Никола Багевски, Елизабета Сурладжија, Адем Мамудовски, Валентин Божиновски, Елен Четашковска, Хари Шојлевски, Жарко Северковски, Кире Тинтовски, Ивона Кузмановиќ, Петар Ристевски, Борче Јовчевски, Ирена Стериовска Локвенец, Дејан Продановски, Јулијана Силјановска, Виктор Здравевски, Андријана Ристевска, Винета Лозановска, Игор Стеванов, Самија Ајдини, Гоце Стефановски, Кети Биноска. Ви благодарам. Биковска, извинете. Ви благодарам. Благодарам и јас. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за предлогот, молам да крене рака. Дали има против? Воздржани? Нема. Со тоа констатирам дека мандатот на членовите на Советот е верифициран. Со тоа констатирам дека одлуката за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Прилеп е донесена. Почитуван градоначалник, почитувани пратеници од Собранието на Република Македонија, почитувани советници, дозволете ми најпрво да го честитам мандатот на новите советници при Советот на општина Прилеп, да им посакам среќа и успех во работата, пред се во интерес на граѓаните, на сите граѓани на општина Прилеп. Воедно да се заблагодарам на досегашниот состав на советниците, со кои што имавме одлична соработка, и би посакал новиот совет да биде исто така ефикасен и ефективен, меѓутоа и да ја задржи онаа енергија која што имавме на меѓусебна внатрешна човечка соработка и одлична комуникација. Зашто тоа може да биде и најчесто е клучот на квалитетна работа на еден совет. Исто така би сакал да се заблагодарам на работата на досегашниот градоначалник на општината, господинот Ристевски, и да му посакам среќа и успех во работата во интерес на нашиот град, на новиот градоначалник, господинот Јовановски. Благодарам. Имајте во предвид дека со верификацијата на мандатите за должноста и правата со кои што се стекнуваат по закон, статут и деловник на работа советниците, и според членот 18, оваа седница ќе треба да ја продолжи највозрасниот член на Советот. Според известувањето на Државната изборна комисија, односно Општинската изборна комисија, највозрасен член е господјата Светлана Велеска, и затоа ја повикувам господјата Велеска да отпочни со постапката, односно да ја продолжи оваа седница. Ви благодарам од моје име.
Почитуван градоначалник, почитувани пратеници, почитувани советници и гости. По третата точка од дневниот ред, избор на канdidaciona комисија. Пред да отворам претрес, да ве информирам дека согласно член 16 од статутот на општина Прилеп, канdidacionата комисија во состав од председател и 4 члена ја предлагаат членовите на Советот. Предлогот содржи онолку кандидати колку што има членови комисијата. Со мнозинство гласови од присутните членови, Советот ја избира комисијата. Отворам претрес. Поведете. Дали има некој да се јави за избор? Кире Тинтовски. Добар ден на сите. Како предлог за канdidaciona комисија, сакам да ги предложам. За председател на канdidacionата комисија го предлагам Никола Багески. За член на оваа канdidaciона комисија ја предлагам Јулијана Цековска. Втор член Еленче Ташковска. Трет член Ирена Стериовска Локвенец и за четврт член ја предлагам Андријана Ристевска. Благодарам. Дали некој друг има за избор да се? Ако нема, предлогот на Кире Тинтовски го ставам на гласање. Поведете. Кој за? Против? Воздржан? Констатирам дека со 21 глас за, 1 против, а ниту 1 воздржан, ниту 1 против, предлогот го е усвоен. Задачата на канdidacionата комисија е со мнозинство на гласови да предложи еден или повеќе кандидати за председател на Советот. Ја молам канdidacionата комисија да се повлече и да поднесе предлог. Даваме 10 минути за предлог. Продолжуваме со работа по четвртата точка од дневниот ред. Избор на председател на Советот на општина Прилеп. Го молам председателот на канdidacionата комисија Никола Багески да го поднеси предлогот. Повелете. Добар ден, почитуван председавач, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, представници на медиумите, гости. Значи, врз основ на член 15 став 2 од деловникот на Советот на општина Прилеп, излезен во службен гласник на општина Прилеп со број 11/2004, канdidacionата комисија во претходно споменатиот состав со мнозинство гласови до Советот на општина Прилеп го предлага Миле Телески за председател на Советот на општина Прилеп. Миле Телески е советник во трет мандат, млад, енергичен, доволно искусен, така да комисијата смета дека ќе одговори на овој предизвик. Благодарам. Ве молам да се изјасните со кревање на рака. За кој е за предлогот Миле Телески да биде председавач на Советот? Кој е против за овој предлог? Кој е воздржан за овој предлог? Констатирам дека со 15 гласови господин за, 12 против и
гражданин нема. Предлогот за председавач на господинот Миле Талески е избран за председател на Советот на Општина Прилеп. Го повикувам председателот на Советот, господинот Миле Талески, да си го заземи своето место. Благодарам на сите, земам според се. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, господин Илија Јовановски, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани советници, почитуван поранешен председател на Советот на општина Прилеп, почитувани гости. Сакам да се заблагодарам на честа и довербата која ми дадовте да бидам председател на Советот на општина Прилеп во наредните 4 години. Функцијата председател на Совет ја сваќам како можност да придонесам за развој, посветла еднина и просперитет на нашата општина, како и подобар живот на сите граѓани, без разлика на политичката, верската, националната или било каква друга определа. Со целиот свој капацитет ќе работам да нема наметнување на волјата на мнозинството врз малцинството во Советот на општина Прилеп, ниту пак слепо наметнување на волјата на градоначалникот врз советниците. Нема да дозволам злоупотреба на говорницата, деловникот и правилата за работа на Советот од ничија страна. Почитувани колеги, потребна е отворена и искрена соработка помеѓу сите членови на Советот на општина Прилеп, во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Ве повикувам да работиме заедно, честно, искрено и конструктивно, и во наредните 4 години да изгласам одлуки кои ќе донесат добробит и прогрес на општината. Ве уверувам сите вас, членовите на Советот, представниците на граѓанските здруженија, граѓанските иницијативи, сите поединци граѓани, како и сите други чинители во нашата општина, дека сите ќе го почувствувате духот на демократијата. Ви благодарам уште еднаш. Го повикувам градоначалникот на општина Прилеп, господинот Илија Јовановски, да го поздрави Советот и да ни се поздрави Почитувам председателя на Совет, почитувани советници, драги гости, почитувани медиуми. Добар ден на сите. Пред се, на вас советниците сите сакам да ви го честитам изборот за советници во општина Прилеп, да бидете добри и одговорни советници. Знаете дека сите заедно ќе работиме, ќе направиме се за оваа општина да биде просперитетна и успешна во понатамошниот дел. Знаете дека ја добивме довербата од граѓаните. Вие сите заедно со мене ја добивме довербата на граѓаните и убеден сум дека ќе оправдаме максимално, затоа што во предизборната кампања тоа му го ветивме на народот. Му го ветивме и убеден сум дека ќе ги исполниме сите тие наши барања од граѓаните. Јас го формулирав граѓанскиот парламент. Тоа ќе се случи понатаму сигурно и заедно вие како советници. Морам да ви кажам дека пред се на преседавачот да биде одговорен пред сите, да биде професионален и уредно да ги води сите седници. А вас, почитувани советници, сакам да ви кажам дека треба да бидете секогаш, да охрабрувам, да бидете пред се критички према мене како градоначалник на општина Прилеп, ама секогаш да бидете и конструктивни и да давате нови идеи и мислења, затоа што заедно ќе бидеме и подобри и подобро ќе водиме општината и граѓаните ќе имаат добробит за сето ова. Јас сум убеден дека она што го ветивме пред граѓаните, максимално сите ќе се заложиме заедно ова општина да добие повеќе, граѓаните да добијат повеќе во својот живот, граѓаните да имаат се подобро во наредниот период. Заедно сме посилни и заедно во Прилеп ќе има живот за сите. Ви благодарам. Повторувате после мене.
Јас, Миле Талевски, свечено изјавувам дека правото и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Ве повикувам да ги потпишете изјавите. Продолжуваме со работа по петата точка од дневниот ред. Избор на комисија за мандатни прашања, избор и именувања, отворам претрес. Појаснување. Предлог за членови на комисијата за мандатни прашања, избор и именување може да даде председателот на Советот или најмалку 5 членови на Советот, согласно член 23 став 2 од Деловникот на Советот на општина Прилеп. Доколку има повеќе предлози, се гласа за секој предлог поединечно. Како председател на Советот предлагам за членови на комисијата за мандатни прашања, избор и именувања да бидат избрани: Валентин Божиновски за председател, Хари Шолевски за член, Јулијана Цековска за член, Тони Камчевски за член, Петар Ристевски за член. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку нема, ги молам членовите на Советот да се изјаснат кој е за предлог. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека со 15 гласови за и 12 гласови воздржани, предлогот е усвоен и за членови на комисијата за мандатни прашања, избор и именувања се избрани: Валентин Божиновски за председател, Хари Шолевски за член, Јулијана Цековска за член, Тони Камчевски за член и Петар Ристевски за член. Констатирам дека седницата заврши и дека дневниот ред е исцрпен. Ви благодарам уште еднаш. Значи сега во неформалниот дел, ве поканувам на мала